8 март, кафана или протест? А зашо ќе се протестира година? Знаат ли младите со кои предизвици се соочуваат жените и зашто треба да се бориме на 8 март? Абе, ќе снимаме анкета? Внимание, зборуваат граѓаните. Цвеки бајадера за 8 март. Не, мислам дека не треба веќе цвеќе и бајадера да се купува, треба да се излезе на протест и да се поддржат женски права. Бајадери и цвеќе се разбира за мајка ми, мора прво за сестра ми, тоа мора да се испочитува. Секако жените се силата на нашето општество, мора да се испочитува тоа. И на мајка ми, и на моите пријателки. Обавезно. Има протест во 1 сат. Дали би се приклучила на протестот? Да, би се приклучила, зашто не. Бидејќи убаво да исклучиме жените и да се сплотиме заедно. Па да, би можела да присуствувам, може да секако, зашто секогаш стојам зад жената. Што е поважно во овој момент, да се оди на протест или да се слави негде било каде? Ако протестот направи некаква разлика, ако стварно е суштински протест, Добре. тогаш е поважно да се оди на протест. Може и двете уствари, може и малку да си прославиш. Протести за време на таков празник што постои генерации не сметам дека е правилно одлука. Па ќе видам зависно од работа дали ќе сум на смена. Би се приклучил да дознам само каде и што. Дали на протест ќе идеш? Апсолутно да. Се знае какви се правата на жените во Македонија и затоа треба да се излезе на протест, едноставно се докаже дека и ние мажите имаме рвет и дека и ние знаеме да станеме еднаш на вистинската страна. Ако мажите се платени помалку од жените, дали сметаш дека тоа би било во ред? Па не. Не? Не. Било кој пол не е во ред да е платен помалку. Ако ја извршувате една иста работа, нема зашто машкиот пол да биде повеќе платен од женскиот. Како што и за жените не е фер, мислам дека апсолутно не е никако фер. Без разлика дали е машко или женско, ако истата работа ја вршат, треба да иста и платат. Дали сметаш дека ни требаат и ни фалат жени во политиката? Па да, треба да се воведат повеќе, бидејќи политиката се гледа повеќе како за машки и за мажи, но треба да се воведат и повеќе жени градоначалници или министри. Поддржувам тие што би избрале жена за градоначалник. Да. 50% од населението се мажи, 50 се жени. Сега мислам дека тука од прилика 60-40 би се толерирало, ама повеќе реално ни го кажува на некој друг проблем што постои. Да, на кој? Културолошки проблем. Така? И проблем на насилство врз жени во политика. Кажи ми, што треба да се направи за да имаме повеќе жени во политиката и повеќе жени на менаџерските позиции? Ја би предложил многу да се учи и да се отстрани сексизмот во сите институции, во сите фирми, во сите предпријатија. Сметам дека треба само некое општествено ниво да се крене каде што се сваќа дека жените не се нешто помалку од мажите. Се повеќе се истакнуваат жените, се повеќе се трудат, се повеќе се борат и би сакал да им порачам само така да продолжат. И многу е битна жени да си помагаат на жени, затоа што инаку многу има често буткања помеѓу жените и затоа можеби не стигаат сите до таа позиција. Внимание, зборуваат граѓаните.